Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во петочното издание Гласот на народот со Слободан Томич. Вечера ќе разговараме за историската посета на претседателката на Индија, местото на Македонија во новиот светски поредок, Александар Македонски, мајка Тереза и духовните врски со Индија, националниот идентитет, државните интереси, предизвиците и шансите за македонската иднина. Очекувајте аргументирана, динамична, искрена дебата, со оглед дека во моите 5 минути или на срце ми тежи, на душа ми лежи, да дадам некој мој мал коментар, нема да биде екстензивен, со оглед дека во тој коментар упатувам пораки за севкупните случувања како на домашен, така и на меѓународен план. Голема противречност наеде веднаш на луѓето кои, според мојата оценка, навистина ни Н од надворешна политика немаат, ни Д од дипломатија немаат, ни П од политика, најмногу М од македонизмот. Со оглед дека се на пежуративно се оценија посетата на првиот човек на големата или третата светска сила или четврта, како и да е, со 1 милиарда и 400 милиона жители, а блиску со Кина, една од најважните носители на технолошкиот развој во светот, каде што дефинитивно на големите мастодони и Кина, и Америка, и Русија ги користат нивните благодети. Се мисли на Индија. Со оглед дека бев чудоневиден која слушнав посетата, дека ќе дали беше најавена, но сепак според извори кои не информира и брифира, а и тоа е вест и пренесена на светските медиуми, ова е во рамките на таа на турнеја, но сепак господјата претседател на Индија, Мармуру, дојде токму место каде историјата почнува, а почнува и единствената книга која не е ретуширана, тоа е Светото писмо, каде во 16 глава 9 стих според апостол Лука се спомнува Македонија и каде не му се јави видение, туку насон му се јави македонец и го покани апостол Павле да дојде во Македонија да го проповеда Светото писмо. Не може никој почитувани тоа да го дискредитира, да го ретушира. Тоа е вистината. Но колку тие, да речам, импровизатори од политика или политиканти имаат право да дискредитираат Македонија, која навистина создава голема алергија на сите меридијани паралели и мајчи факт дека секој сака да има како свој привесок. Зошто? Оти тоа е нешто свето, тоа е исконско. Тоа е нешто што не може да го има секоја држава. Да, тие се може би моćни, имаат пари, имаат сила, но ја нема таа силата Божја. И конечно, да, Создателот, космосот, како викаат тие поучените ќе речат, така се изразуваат космосот, ја ќе речам Создателот ја напиша со својата десница и никој нема шанса. Ниту да ја ретушира, а с краја да ја фалсификува. Македонија е единствена и ова мора. Слушнав некои коментари колку нашите сограѓани имаат држави. Немам ништо против. Јас сум многу добар пријател со албанци, турци, власи, роми, срби, во кои ја припаѓам и ред други работи, кај што тие се дел од нашето секојдневно живење и битисување, но Македонија има само една држава. Македонецот, има само една држава. Нема алтернатива. Тоа е дисперзиран во просторот. Вече не гледате на сите 5 континента. И конечно, затоа ве молам, навистина, по Божја промисла, вие сте родени, почитувани македонци од албанска припадност, национална припадност, не одите толку на џон. Се мисли на Европскиот фронт, кај што припаѓа
Али Ахмети или Александар Антич, односно неговиот подпредседател Бујар Османи, кој вели без албанците Македонија нема да постои. Тој како папагал, араб папагал, знаете, со овој квалификатор деше човекот од Зајас, кој вели без нас вие сте аут нула. Па се нарекуваше Орел, па некој го нарече Врапче и така со тие некнеим или надимаци не може да оди. И затоа ве молам, имете малце почитување на државотворноста на народот по кој го носи името Република Македонија. Јас не сум националиста, с краја и шовиниста, напротив сум човек кој ги сака сите луѓе на светот, вклучувајќи ги сите наши сонародници во држава. Толку за мојот воведен збор или на срце ми лежи, на душа ми тежи, пред да ги најавам моите гости, ќе најавам најавата и да ве поздравам од моите соработници. Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Ивана Алексовска, главен инженер и техничко водство, и Владимир Котевски, програмски уредник или главен логиста на оваа програма. По сите овие најавени работи се враќаме во студиото. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќаја програмата во живо до 7 дена наназад. И уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, значи, како што рекоме темата, кога историјата повторно тропа на вратата на Македонија, може ли Македонија да го искористи новиот светски поредок? Со оглед дека, ако ми дозволите, би почнал со вас, професор, можам, ќе ми дозволите. Историската посета на претставителката на Индија, што значи за Македонија? Благодарам. Па, видете, мене навистина ми беше помалку и шокантно кога чув дека индиската неочекувано дека е во посета на Македонија. Сега ние македонци со оваа посета имаме право и на една скапоцена меморија која имаме наследено, нели, од антиката со овој концептот на Александар Македонски со светската држава кој се запатил не кон запад, туку кон Индија и кон египетските пирамиди на југ, нели, малку подсетување на историјата и еве индијците и по таа основа ни се браќа на нас како македонскиот космополитизам не е од вчера и тој има античка, на некој вид архаична здрава есенција. Ако сакате по таа линија на меморија, тој доаѓа да речем и кај Рацин, неговиот стих Куќа цел свет. Така да индиската претседателка еве барем за мене доаѓа од едни предели кон кои имаме ние некое мемориско сечавање длабоко историско и индусите ги некако по патот на меморијата од антиката ги чувствуваме како блиски. Еве, јас сум сентиментален за тоа, од тој аспект говорам. Иначе, Индија е еден божествен народ. Карактеристично за индусите е малку и од филозофски аспект, дека тие немаат смисла за хронологија на историјата. Кај нив нема пишани документи за хронолошки настани, кај нив е се усно. Нивните веди Упанишади, најзначајни текстови се така пишувани со една длабока меморија народска и морам да кажам дека индуистичката филозофија е многу присутна во Европа. Има такви овие гении филозофи како што се Ниче и Шопенхауер кои ја вклопуваат ова нивната ветска филозофија на овој. Тоа е еден кроток народ со осветлена душа, ако сте ја читали индуистичката поезија, филозофија, така. И затоа имено бил толку измачуван. Ако вие сватите дека бил
300 години цели под англосаксонско робство, како колонија, па и португалците биле таму, вие ќе сватите колку е тој народ кроток, а колку е душевно богат. Сега ние ги гледаме само од економски аспект работиме, затоа се радуваме на оваа посета. И што и значи Македонија на една Индија? Не многу, освен пак мемориско, као едно сеќавање на историјата, но на нас многу ни значи од економски аспект исто. Што велите вие, да се вклучиме во овој глобален простор. Не само економски, туку прво културолошки. Ако прво културолошки се вглобиш во еден простор, ти економски е многу полесно, бидејќи тогаш ќе те прифатат и економски, ако си. Тоа е веќе еден сигнал за мене, јас и ви пишував една колумна на таа тема, Македонија на исток, не само на запад. Ние сме толку вака врзани со западот, слепо, политички, да не гледаме ни една друга страна на светот, а сврзани сме со западот по патот на една, како да кажам, на една психолошка патологија. Она што се вика стокхолмски синдром, заљубеност на жртвата во својот џелат. Оти ние знаеме што се случуваше и што се уште случува со македонскиот идентитетски геноцид, кој не престана со 2018 со ликвидацијата на името, на имаме сега француска рамка и така натаму. Така да таа алијанса Вашингтон-Брисел се уште работи на доликвидација мемориска. Па и, ако сакате, и физичко потиснување. Тука имаме територијална поделба, 2001 тероризам, донесување на терористите во власти. Историјата е долга на тоа, така да таа посета ја гледам јас како еден сигнал да искористи нашата политика да се сврти малку на исток. Кина, Индија и конечно и Русија, да се напушти таа русофобија која едноставно ние го имитираме Западот, за да му угодиме и ние ќе бидеме русофоби. Така да сума сумарум тоа е една може убава звезда дошла во Македонија, над Македонија се отворила. Има една интересна, јас се извинувам, Ефтим Клетников, писател и есеист. Добро вечер, господин Сташо Ангеловски, председател на МАК. Обичаено редот јас го изместив, имајќи факт дека и навистина да имаш двајца вакви големи тешкаши, секој викам навистина би бил среќен, со оглед се чувства таа голема синергија и на интелектуалност и на се, што значи да се научи нешто од она што мислиме дека го знаеме. Сташо, дали би може нешто да додеш се тоа, али само една дигресија. Во оваа емисија би сакал да и дадаме еден мал придонес како новина, што ги следам информациите. Држава која е членка на Европската Унија, членка на НАТО и до 2018, ма и сега тоа ни врши, ни дише во врат, тоа е наша соседна Грција, која дефинитивно го акторира тој документ, после 5 години спомна дека за уши ќе ги стегнаа грците, се однесуваше на Заев, Ципрас таа средба, директно во лице му плесна, простите на сленгот, дека ќе не признаат за по уставното име. Мицотакис изјави: не прифаќам санкции против Русија. Се мисли на рускиот ток и се тона, бидејќи Мицотакис и Грција беше миленик, тенденска на Европската Унија. И се сменија работите. Тука е Вишеградската група, тука ти е Унгарија, тука ви е Грција, значи Европа ја нема таа моќ и фрау фон дер Лајен мора малце да размисли. Што би додал на оваа средба на, така речем, највисоко ниво, посета на први човек на Индија на Македонија? Многу интересно што се случува токму во ова време, во овој период, да речеме, затоа што се наоѓаме во време кога стариот светски поредок не функционира,
новиот светски поредок се уште не е воспоставен. Се наоѓаме во едно време на беззаконие, каде што за жал, како на времето на Дивиот Запад, оној помоќниот, оној посилниот прави онака како што сака, или, да бидеме поедноставни, силата на аргументот се заменува со аргументот на силата. Посетата на една од 4 најголеми економии во светот, на една од водечките држави на така наречениот глобален југ, кој се повеќе се буди и се повеќе застанува во одбрана на собствените права и на собствените интереси, наспроти тој така наречен глобален запад, кој 300 години наназад го експлоатираше, го потиснуваше, го ликвидираше дури и физички, ако сакате, народите од тој глобален југ. Интересна една ситуација и тука јас морам да го споменам, кога веќе ја споменавме Европската Унија и фон дер Лајен, интересна една ситуација која постојано ја говорам со двојните стандарди на таа меѓународна заедница, на Евроатлантската меѓународна заедница, нам да речеме, како на земја кандидат за членство во Европската Унија, ни беше забрането да воспоставуваме билатерални односи со државите надвор од таа Евроатлантска заедница. За да бидеме дел од европското семејство, ние моравме да бидеме свртени само кон Европската Унија, само кон нејзините вредности и да не воспоставуваме билатерални контакти со која и да е друга земја. Затоа зборувам за двојни стандарди, затоа што ќе ги подсетам гледачите дека некаде во јануари годинава токму господјата фон дер Лајен и господинот Кошта беа во Индија, беа во Нью Делхи, беа кај премиерот на Индија и го подпишаа така наречениот мајка на сите договори, најголемиот договор за слободна трговија меѓу Европската Унија и Индија. И денес вие имате таа и таква Европска Унија со своите двојни стандарди, која на малата Македонија и забранува да има и контакти, а не пак да има економска или ваква или онаква соработка со некој однадвор. Таа и таква Европска Унија да се подпира и да коленичи токму кај тие држави. Коленичи за пазарот во Индија и коленичи за она што значи технологија, она што значи суровини, тие ретки земји и се кај Кина. Она што нам ни е забрането да го правиме. Јас сум исклучително среќен што оваа посета се случи. Меѓутоа, ќе се навратам малку наназад во овие последни месеци или еве година дена, ако сакате, за среќа. Македонската дипломатија или македонската држава излезе од тој шаблон на мултилатерални договори. Значи, ние до пред година, година и половина, освен мултилатерални разговори и преговори со ЕУ и со НАТО, ние немавме ниту еден каков и да е билатерален состанок или средба со кој да е. Сме сведоци дека таквите билатерални средби започнаа и дури и подпишување, ако сакате, на стратешки договори и со една Унгарија, со една Британија, со Катар, така што продолжува нашата билатерална активност, што треба само да не радува, затоа што требаше порано да се случи. Требаше многу одамна да се случи, затоа што двојните стандарди кои ги воведе, ќе направам мала дигресија, ќе ми дозволите, ама пред неколку дена, пред 2-3 недели, славевме 250 години од американската независност и од донесувањето на Декларацијата за независност, која ја пишува Томас Џеферсон. Томас Џеферсон ја пишува во една подолга форма, потоа ја доставува до останатите и излегува во оваа форма каква што е. Во нејзе тој пишува дека Создателот ги обдарил луѓето со неотуѓиви права. Правото на живот, правото на слобода и правото на потрага по среќа. Така. И сега тој истиот Томас Џеферсон, додека го пишува тоа, дека сите луѓе се еднакви, имаат право на слобода, неговиот роб, неговиот слуга, инаку црн афроамерикански роб, му носи чаша со виски, а неговите стотици робови му ги работат плантажите од каде што тој живее.
Сакам да ви кажам, кога зборуваме за двојните стандарди, како тие двојни стандарди од тогаш пак наваму се провлекуваат токму во таа западно-христијанска цивилизација и затоа започнав со создавањето на новиот светски поредок. Во новиот светски поредок дефинитивно ќе се вратат на сцена старите цивилизации, односно наследниците на старите цивилизации. Кина како наследник на старата кинеска цивилизација, Индија на индиската, Иран како наследник на персиската цивилизација. Ние мораме да си се најдеме таму каде што припаѓаме во источно-христијанската цивилизација, ја имаме западно-христијанската цивилизација во Западна Европа и тоа се цивилизации изникнати на старите цивилизации. Единствено имаме една. Тоа е северноамериканската цивилизација која не е изникната врз темели на стара, туку е изникната врз уништување на старата дотоаш постоечка. Во новиот распоред на силите, во новото воспоставување на светскиот поредок, представниците на големите, на старите цивилизации ќе играат главната. Така. Дали би ќе се сложите со мен, бидејќи сакам за посетата на индиската представителка повеќе да одвоиме простор, али не можам и не сакам да се дозволам да не ме прашам за една малтене многу една нелогичност од како информација пристигна, а не сакав да коментирам, за и околу Грција. Ја дадов информацијата за Мицотакис, односно станува збор, сега ќе ви ја кажем информацијата дословно. Тоа е амбасадорите на земјите членки на Европската унија повторно разговараат на 21-иот пакет санкции против Русија, но неговото усвојување е независно поради противењето на Грција. Значи, имаме една дискрепанца целосна, значи не одат по тој тер како првиот ќе каже, спомнам за председателот на Европската комисија. Но тука имаме една друга работа, по паметот на бугарите, и грците нудаат државјанства и пасоши на македонците во Македонија. Дали можеме да ве замолам, анонимен сакаше да застане, аналитичар, јас имам задоволство да го пренесам, неговиот став и сакам да го коментирате. Одиме со прилогот каде што стигна од анонимниот аналитичар, но се надам дека наскоро ќе биде во студио, така да го слушаме неговиот став апропо ова за мене нелогично. Одиме. Слободане. Кој гледа што стои позади ова за кое ти пишуваш? Гледа. Кој не гледа, не знае што не гледа. Каков руте, какви грчки државјанства. Сторијата со државјанствата. Денес со повикот на грциве, а пред некоја година со бугарите. Е трета Балканска војна како продолжение на втората, во која денес учествуваат само Бугарија и Грција. Пред малку повеќе од 100 години требаше војна за поделба на Македонија. Денес војната се заменува покрај другото и со проектот на државјанства, чии ефекти на страната на бугарите гледаме во што се развија. Грците за нивни својствени потреби ја применуваат истата формула, која во случајот со бугарите се очекува да даде резултати. И идните, и другите, а преку нив и Европа, ќе бидат мирни и во безопасност од Македонија, само ако македонското прашање исчезне од денешнината. Како? Со разнебитување на македонштината и македонците, со доземање на тоа што е останато. За секогаш така сметаат тие. Ќе ги решат историските проблеми на своето потекло. Буквално така. Бидејќи паметните мислат 10 до 50 години однапред, а некои подалеку, нивната проценка е следна. Со сето тоа што ни го прават досега, а сега и со државјанствата, како на малоумни ни ветуваат дека еден ден Македонија ќе ја примат во Европска Унија, откако највредното претходно ќе се прелее во овие две држави. Но и тоа нема да им е доволно, бидејќи тоа што ни го украдоа пред 113 години, а се гледа дека по распадот на Југославија до денес
Може долгорочно, тоа што остана од Македонија во Македонија, нив да ги уништи како држави, такви какви што денес ги познаваме. Мораат да го сторат тоа што овие 30 години го прават, а денес да го завршат. Преку проектот на државјанствата, подпомогнати од истите кои пред повеќе од 100 години ги потикна и ја дозволија првата поделба на Македонија. Денес, преку Европската Унија, сакаат да ја приграбат основната субстанца која ја представува Македонија, а тоа се македонците, прелевајки ги преку државјанствата кај себе како бугари и грци. Тоа што потоа ќе остане од нас во нивните долгорочни проекти, ќе нема ни потреба да влегува во Европска Унија, бидејќи сметаат, тогаш ќе постои потенцијал да се подели помеѓу некои комшии. Ова е темното сценарио. Светлото зависи од нас и само со такво може да избегаме од темното. На грците треба да им се одговори на дипломатски начин со најбрутален, разбирлив македонски јазик. Ако продолжат вака, кон Македонија и се што е македонско, на добар пат се да станат единствена држава во светот со дури две имиња. Првото Грција и второто Македонија. Така рече и нивната европратеничка кога се нарече Македонка. Со оглед дека јадрото на античка Македонија е во нивните граници. Ги повикуваме сите грци, бидејќи тие нас не повикуваат да станеме грци по потекло, тогаш и ние нив. Исто така по потекло ги повикуваме да се обрата до нашата држава, како до својата матична, да добијат македонско државјанство. Воспротивно, ако не постапат така, како тргнале, изграбуваат се што е македонско, а сега сакаат да зграбат и македонски човек, им предлагаме од делот на Македонија кој денес е и во нивните граници, да си направат и тие македонска држава и преку неа да станат покрај грци и македонски државјани, бидејќи тоа е нивната исконска желба, како впрочем и на бугарите. Тоа е друго дали ние ќе им го дозволиме тоа. За крај, било каква тема на државјанства на македонецот не ни е потребна, особено не од комшии. Кога еден организам е контаминиран или ако сакате настинат, а таква е нашата состојба, не ни требаат дополнителни причини кои можат да ни ја влошат состојбата, здравственото или историското здравје. Затоа не ни требаат заблудите дека може секој да бира што сака да биде, во случајот преку државјанствата. Во човечкиот организам не може една бактерија од едно црево, каде е местото, да оди во друг дел од телото, бидејќи таа така посакала. Тоа не може и не смее да биде, бидејќи воспротивно ќе се јави болест, а може и смрт. Така и со државите, иако не звучи модерно. Во случајот со Македонија, правото на слобода или правото на избор се утопија. Државјанства да, ама од тие кои сакаат да не уништат едно силно не. Тоа е само уништување. Почитувани, форматот е тој, гласот на народот. Јас не можам и не би сакал да го суспендирам. Имате право да си го кажете вашето. Екстензивно беше во секој случај, не е екстензивно, убаво, строчено, како размислување, како порака и до политичарите, и до сите тие што сакат и продолжуваат таа симулација што од памти века постои врз македонскиот народ. Знаеме и јужниот, и источниот сосед, и западниот, и кој не, сакат да удрат по она што е најсветото, тоа е идентитетот. Благодарам уште еднашка на почитуваниот со анонимен гледач и
да бидам искрен, беше неколку месеци за молница, ама еве испоштував, не да испадне дека диалог на глуви, сепак го испочитував од света, тоа е гласот на народот. Господо, ја би ве уморал, има интересни пораки што испратил, дали би сакале да ги искоментираме? Па овие пораки јас ги испраќам од кога постои МААК како политичка партија. Добро. И многу ќе беше интересно доколку македонскиот, знаете, ние имаме малку проблем, сите сметаме дека од нас започнува се. Доколку овој народ ги сватеше овие нешта многу одамна и доколку застаневме на едната страна да се боревме против сето ова што ни се случува, а откако ни се случи бугаризација на македонското општество со 150, 180 и не знам колку илјади бугарски државјанства, откако сега се прави напор да се случи грцизација на македонското општество со не знам колку илјади државјанства, оти веќе ние знаеме дека имаме десетици илјади, ако не и повеќе македонци кои имаат купено имот во моментов на Егејското море. Најверојатно многу лесно тие луѓе ќе посегнат по грчко државјанство и ќе имаме повторно една бројка од 30-40 или не знам колку илјади македонци. Не е проблемот во државјанствата, проблемот што официјалната, подмолната официјална политика на тие држави ќе го користи бројот на тие државјанства како постоење на толку и толку бугари или толку и толку грци во Република Македонија. И според тој број, односно според процентот на бугарски државјани или грчки државјани, ќе треба според рамковниот договор ним да им следуваат правата кои следуваат на едно малцинство со таква и таква бројност. И ќе влеземе во спиралата на отуѓување на македонското општество и станување некое друго. Зошто? Ако има навистина и ако подмолната официјална бугарска политика докаже дека има 160.000 или не знам колку бугарски државјанства, според таа бројка тие ќе бараат образование од основното до високото на така наречен мајчин бугарски јазик. Ќе бараат културни институции на нивниот мајчин бугарски јазик. Ќе бараат квота за вработување во државните институции според бројот на бугарските државјанства. Значи тоа ќе започне една спирала на бугаризација на македонското општество. Истото би се случило доколку влеземе во таква една игра на добивање на 30-50, не знам колку илјади грчки државјанства. Во таква една ситуација, некој ми велат, нема, вели, нашиот народ нема да прифати да се школува, карикирам, на бугарски или на грчки јазик. Нема да прифати, меѓутоа, официјалните политики ќе нудат стипендии од 500 и од 1000, од 1500 евра во оваа сиромаштија, кога некој сака да студира, таа и таква стипендија ќе му биде уште како добре дојдена. Така што ќе започне раслојување на македонското постоење и делење на македонското постоење по некоја друга основа. И сега зошто имам право ова да го зборувам? Затоа што сум јас, нека звучи и нескромно, единствениот жив македонец кој отишол во Организацијата на Обединетите нации во Женева на 27. мај 1998, каде што поднесов меморандум за ревизија на Букурешкиот договор. Тоа е тоа зло кое до ден денес не ни овозможува мирно и слободно постоење на македонската држава. Кога на 8 септември на референдумот се прогласивме, се објавивме за создавање на независна македонска држава, оние кои 1913-та ја поделија Македонија, веќе од 9 септември 1991-та почнаа да работат против македонското постоење, против нововоспоставената македонска држава. И до ден денес тие и такви моќни европски сили со своите двојни стандарди и со своето лицемерие ги имаат за алатки нашите соседи Грција и Бугарија, односно нивните официјални политики и се борат како да го одземат нашето постоење на картата на светот. Значи, дефинитивно да се обединиме околу тезата за македонското постоење, да се обединиме. Јас сум околу една стратегија за насочување на македонската нација во духовноста. Зошто? Народ кој е избеган од духовноста,
Во тој народ се создаваат и се создадоа класи, владеачка класа на алчни хедонисти, средна класа на конформисти и ниска или владеана класа на лојалисти. Во сите политички партии изникнуваат тие алчни хедонисти, кои сакајќи да имаат 10 джипа, 20 станови и не знам што, видоа дека само преку политиката тоа можат да го остварат. Конформистите се пак оние кои сакаат да имаат еден убав или два стана, да имаат джипи, да одат на летување, на зимување и така натаму, да не ги ширам нештата. Ако не го извлечеме собствениот народ од хедонизмот, од конформизмот и да го вратиме назад во духовноста, во верата, во традицијата, во односот кон повозрастните, во односот кон соседите, во сваќањето на историјата и не се, ние немаме излез. Мораме да се вратиме во духовноста и да се обединиме околу тезата за борба за македонското постоење. За жал, македонците кои се уште живеат во окупираните делови, во овој момент, имаат повисока национална свест и подсврсто се влезени во битката за свој обстанок. Ние овде, токму заради тој хедонизам, заради тој конформизам, ја заборавивме државата, го заборавивме постоењето на народот, сме подготвени според онаа старата, викај како сакаш, само немој да ме кршиш. Мораме дефинитивно да се обединиме околу овие работи, ако сакаме да се сочуваме себе си. Да му се заблагодарам на господинот Бојан Бошковски, кој го интерпретирал тој текст што го испрати нашиот почитуван гледач. Професоре, добар одговор добивме од Страшо, председател на МАК. Кој е вашиот коментар? Дали патриотизмот, македонизмот по наводници се докажува? Не дека јас сум суетен љуб, никогаш не сум бил, верувајте, материјалиста. Задоволен сум со тоа што Бог ми го даде. Тоа, ако е колку што е пишано, го носам тој крст. Но нависти мене тој конформизам или хедонизам и мене ми пречи. Ако се растресе или се оди понатаму, внатре во неговиот хабитас на поединецот кој преку ноќ стана гроф, ниту сака да постои институтот потекну на имотот и широка конфискација. Дали купување на големи хациенди, станови, тоа се илјадници во Беломорска Македонија, се брани Македонија и еве си го врачаме нашиот узурпиран простор. Добро, Страшо доволно кажа за овие работи како аналитичар. Јас би нешто кажал за ова голема македонска рана и за македонскиот феномен на ликвидација. За државјанството збориме, да. Да, за ликвидација и самоликвидација. Денови, мал детал, денови листав една книга библиски екзегези и погледнав изданието нејзино е во Њу Јорк, а е на Јеховини сведоци, кои ги поддржува, најверојатно грчко лоби ги финансира. И таму најдов нова дека Лидија Македонката е еврејка. Значи, цела Европа ја вика се уште Лидија Македонката и би. Значи, се посегнува сегде од македонската меморија да се ништи. Значи, Лидија еврејката е хајни, а тоа е Лидија Македонката, нели? И така натаму. Тоа е еден детал. Македонската трагедија не е посебен ни грчки, ни бугарски, ни албански концепти, ако сите тие се алатка во ништењето на македонскиот идентитет, ако сакат и на физикусот на македонците, физичкото истребување, така сега има едно софистицирано, поблаго потиснување на македонците со разни механизми, широка е темата, но ништењето на Македонија е цивилизацијски проект. Јас за тоа имам напишано неколку дебели томови и во колумните, и во така, на таа тема. Значи, тоа почнува во поновата историја од Берлинскиот конгрес, почнува засилено да се реализира со Букуреш 913 и се наваму со... Имам пишувано јас и тоа, дека американците ја отворија портата на фашизмот веднаш по Хитлер со Хирошима и Нагасаки. Уште едва и беше завршила Втората светска војна и имам цитирано, Филип ми ја даде книгата, овој култен нивен роман Голи и мртви од Мајлер, каде што генерал
Камингс, еден од ликовите, вика германците не ги бива за фашизам, тоа се американците, тие се вителни, тие се и се покажа дека така баш како хегемон, нели? Трамп рече суверенизмот е сега на сцена, ама ние не свативме дека он мисли на американскиот, не на друг суверенизам, да се зацврсти хегемонот Америка и така натаму. А европскиот фашизам почна нешто позадоцнато од американскиот со неколку години, 48 со бомбардирањето, со прв пат употреба на напалм бомби против македонските деца на Грамо, Свичи и така натаму ништење. Сега, специјалниот проект за тотално ништење на Македонија се случи од 90-та година наваму, со цела серија на понижение на македонците, почнувајќи од менување на знаме, на устав. Па дојде после тероризмот од 2001 Тоа година. референцијата смешна, поранешна. Да, тоа беше првото менување на името. Имам говорено, да. Тоа беше тестот европски да видат колку сме ние отпорни, односно неотпорни и така. 2001 исто беше европски проект, евроамерикански, па ги фативме како глупци овие американските инструктори, каде беше во Арачина, во убав луксузен автобус и така натаму, каде ги штите орлињата и така натаму. Значи, тие посегнаа сега кон еден цврст проект, идентитетско ништење на еден народ. Сите антрополози, без исклучок, велат дека идентитетската смрт е најстрашната од сите видови на смрт што може да му се случи на еден народ. И тие тоа го одеа на тоа до Преспанскиот договор 2018 со кој ставија царски цивилизацијски печат дека ние не сме македонци. Со придавката евентуално тие удрија печат на црн печат на целата македонска меморија. Прво беше тоа да се земе античка Македонија да се парафира како Грчка. Иако античка Македонија ја беше вклопила цивилизацијата како Грчка, од Ројзен наваму. Така се предаваше на Оксфорд, на Кембридж, на Сорбона и така натаму, но феноменот е во тоа што и тие и самите не веруваа дека е она Грчка, ели? Вие земете ги посланијата на апостол Павле, ќе видите каква разлика прави он меѓу грците и македонците. Вели, македонските христијани за него се архетип на боголюбиви луѓе, на длабоки луѓе со кои сака да се пофали пред Господ, а за грците вели, он ги вика ахајци, угледајте се на богоугодните македонци. Тие се вика пример за свети луѓе. И така натаму. Значи, онај темелот на нашата цивилизација, античка Македонија, им се даде на грците со се името Македонија. Они го имат брендот, они се и македонци и грци сега. Они сакаат да бидат, умираат да бидат македонци, антички македонци, како што бугарите сакаат исто умираат да бидат македонци. Тоа е феноменот. Сега, нешто за овие пасоши, јас имам едно друго радикално мислење за овие државјанства. Имено, сега ќе се послужам со една метафора, гумното. Сега и заборавија младите што е тоа гумно, кога се одвива житото. И на едно место паѓа каколот, се одвива, на друго здравото зрно. Сега, за мене ниеден од тие што земаа бугарски пасоши не е здрав македонец и е никаков македонец. Ќе објаснам зашто, нека ме слушаат и нека. Меѓу нив има и политичари, пазите, знаеме за некои. Така, зошто? Затоа што во ред земите бугарско државјанство двојно, не, во ред се. А остане си македонец, бидејќи ти требат, нели, и кола да земеш од Бугарија преку поевтина и така да одиш низ Европа како европеец со тој пасош и така натаму. Но бугарите најдоа една перфидна стапица каде што документот што го потпишуваш ти, за кој плачаш уште за да бидеш бугарски државјанин, 500.000 евра, значи цела мафија, туку таму треба да потпишеш дека не само ти, туку дека и твојот татко, прадедовци, така се до
антиката биле бугари. Таков македонец не е македонец. И значи, зошто се послужувам со сликата на гумното, метафората? За да видиме кај се одвева, како, од каде остана. Може да останат многу помалку македонци, не дај Боже, во здравото жито, отколку од расипаното. И сега и со грците ќе се види уште ќе оди. Меѓутоа, ако се сеќаваме, ние на ништењето со Преспанскиот договор, ние имавме една цела мастодонска партија, која јас викам, и на Филипче го имам поканувано, на дебата да му кажам зошто е тоа фашистичка партија. Затоа што тие учествуваа во геноцидот на собствениот народ, кој не е нивен според тоа што го направија. И таму се најдоа двајца велепредавници кои ги судеше единствено македонски манифест Заев и Димитров, кои подпишаа смртна казна мемориска на целиот македонски народ и не им фали влакно. Нели, нив ги штити уште меѓународната заедница. Ричард Хјуит ли беше тој, како дојде, вика, еднакви се сите пред законот, но Заев не сме да се затвора. Значи така. Сега, ние зборуваме често пати за европски вредности, а треба да зборуваме за европски антивредности, односно да видиме кои се тие вредности. Кога зборуваме за Европа, Европа не е ни Чешка, ни Словачка, ни најмалку Балканот, Унгарија, Македонија, зашто? Тоа е Европа пак на колонизаторите, Бриселска Европа. Ако погледнете, тие се колонизаторите се јадрото и тие одлучуваат и зошто не го примаат Западен Балкан, што му дадоа име Балканот и така во Европа. Затоа што е Балканот се уште нивна колонија. Тука го складираат нивното ѓубре. Тука, јас сум бил во Париз како постдипломец, сум јадел француски путер. Овде го има истиот, подобар е нашиот велешки маргарин од нив, со иста опаковка. Зедов кола германска со кров, кога врне дожд, ми се полни колата со дожд. Жена ми зеде машина, најскапа германска, 3 години, ги преперува шалиштето на крајот. И после им пишавме на германциве, веднаш ни ги пратија парите, бидејќи знаат што ѓубрете. Тоа Европа е колонизатор. Европа, таа што и сега во Брисел на госпоđа фон дер Лајен, уништи цели народи. Од Јужна Америка, цели умни цивилизации. Јас го листав деновиве Дирер, тој е сјаен сликар на европската ренесанса. Он опишува таму во своите мемуари како бил на една изложба Карло Пети, мислам, што ја отвара, каде што било изложено благото, тие артефакти што биле оплячкани од конквистадорите од Монтезума, кој го заклале на најподол начин шпанските. Тој ги чека со поклони да им даде овие како гости. Они влегуваат со коњица и ломбра од крав и вика Дирер, вика, па тоа е сјајна цивилизација. Такви, вика, работи не може да се видат. Значи, од Јужна Америка до Пацификот азиски, сега ние ги обвинуваме за, они ги обвинија русите за гулазите, а правите гулази ги прават англосаксонците, кај абориджините во Австралија. 15, јас го читав, Луи Ван Сент, он пише во француска, 15 милиони имат убиено англосаксонците во Северна Америка, требејќи ги овие нешто со оружје, нешто со хуманитарни чебиња, полни со тифус, бактерии и така натаму. Значи, за европски вредности, кога зборуваме, јас добивам нагон за повраќање. Демек не сме ние стасани на нивото на Европа. И не треба. Кога ќе стаса Европа до вредностите во Македонија, оти меѓународното право и не постои. Джефри Сакс го каже, еден умен американец, дека меѓународното право го уништуваат Брисел и Вашингтон. Професорот Колумбија. Тоа е реал политика, кај што има се. Така да, Страшове рече, па ќе даваат стипендии овие грците. Тоа се применувало. Ама нека се угледаат на еден Прличев. Прличев кога го зеде за Арматолос
златниот венец, сакаат да го грцизираат. Му нудеа стипендии во златници на највисоките европски универзитети. И одби цел живот го помина во сиромаштија и во пекање за Македонија. Па бугарите исто не му дадеа во библиотека да работи и така натаму. Значи, па охриѓани го наклеветија на турците, па го затворија во Дебарските зандани, па он ги собра во Света Софија црквата и знаете како им се обрати? Охридски џган. Ние од македонците си многу страдаме. Како рече Гоце, ниеден народ нема толку предавници како македонците. А денес, ја мислам, уште се намножија повеќе. Денес кога... И ние не знаеме пријатели да бараме. Ни требаат и големи пријатели да ни подпомогнат во одбрана на идентитетот. Ние вртиме грб на Русија. Америка ја повтори макартизмот, русофобијата и еве, најголем промотор на русофобијата беше кај нас, не само Бујар Османи, кој се гордееше дека 5-16 руски избркал од амбасадата. Убаво тоа што го начнавте, професоре. Јас се извинувам, само нешто морам овде сакам да додам. Кога го споменавме Прличев и неговото спротивставување, неговото неприфаќање, таа генерација македонци живееше во духовноста, затоа не случајно ја споменав таа. Јасно. Денешнава генерација е излезена од духовноста и затоа може да прифати што и да е. Страчно, ама имаме ние универзитетски дебели професори, академици кои работеа на продавање на името. Се е така. Кога зборуваше за државјанствата кои Бугарија ги дели како подмолна ситуација. Не е Бугарија подмолниот. Европската унија е таа која единствено на Бугарија и дозволи надвор од сите процедури и европски стандарди да доделува на овој начин државјанства. Ајде нека појде некој во Германија и нека рече дедо ми и татко ми се германци, нема да му дадат германско државјанство. Намерно е дозволено. ЕУ е подмолниот играч во ова. Тоа е проект цивилизацијски. Им дозволува на официјална Бугарија така да ги дели државјанствата. Трето, што сакав да кажам, 1918, она што го велиме, идентитетско самоубиство. Таа партија е автошовинистичка партија која го подпиша тоа, оти вие не можете идентитетски да уништите еден народ, освен ако самиот не подпише дека се откажува од својот идентитет. И сега, затоа јас постојано зборувам. Ние сите мораме да застанеме најцврсто во одбрана на Македонската православна црква. И тука веќе си станав самиот себе си досаден, но морам да го кажам. Современите нации и држави се формирани според вестфалските принципи од 1648 на Конгресот во Минстер. И тогаш за прв пат се формираат овие држави и нации, како што ги знаеме денес во ова современо издание, и во западното христијанство се создаваат според двојството држава-нација. Се исколчува територијата на една држава и сите кои живеат внатре припаѓаат на нацијата на таа. Така се формирани и Германија и Италија и сите. Така се формирани и Бугарија и Грција. И кога бугарите нам ќе ни речат дека вие сте вештачка нација, ами природна нација не постои. Сите нации се вештачки формирани на овој начин, на вестфалскиот принцип. И сега, нам 2018-тата ни го променија името во тоа име кое сега го имаме, дури и нацијата веќе не постои македонска нација, за жал, туку постои нација според името на новата држава. Тоа е името и презимето. Сега, имаме голема среќа што во источното христијанство постои тројство наместо двојство. Постои држава, нација и црква. Тоа е сето како отпор на грчката така наречена Вселенска црква, која на крајот на 19 век сакала да ги грцизира сите источно христијански цркви, почнале се создаваат национални цркви. И сега, се додека ја имаме Македонската православна црква,
Ние го имаме третиот столб на кој се уште се крепиме и не можеме да станеме нов политичко правен меѓународен субјект со новото име и со новата нација. Тоа е последното нешто за што ние цврсто се држиме и не случајно беше барањето на Вартоломеј да Македонската православна црква да биде православна црква на Северна Македонија и за да биде исполнет и третиот услов во тие три ситуации, за да ние станеме нов политичко правен субјект во меѓународните односи и целосно да не... И затоа јас упорно зборувам, мораме да ја штитиме и да не дозволиме... Што е ова што се случува во Православна Македонска црква со архиерејството, зборам, не оти сме оваа телевизија, јас сум автор на проектот, меѓутоа зборам како верник и како човек кој припаѓа на духовниот и црковниот живот на Македонската православна црква, како сите вие тука и нашите гледачи. Тоа оддалечување на неговото високо преосвещенство, владика Петар, кој навистина даде голем придонес во зачувањето на македонштината и на Македонската православна црква. Кому тоа му пречи? Еден бискуп, американски бискуп, кој беше изопштен од Ватикан, затоа што ги откриваше недоследностите, на заминувањето на Трамп од неговиот прв мандат му напиша писмо во кое му пише вака: внимавајте, покрај длабока држава постои и длабока црква. Ете, тоа е одговорот на прашањето, така што длабоката црква си постои насекаде. Дали тоа ќе ја изврши својата задача со оддалечувањето на... Затоа и велам, ние сите како верници, оти црквата е во нас, не е во циглите кои се... Ние сите мораме да застанеме во одбрана на Македонската православна црква. Вартоломеј, кој лажно се представува за Вселенски патриарх, кој сака унијарство да направи, грчки патриарх, Вартоломеј и неговата црква во Константинопол има 5000 следбеници во Турција, значи во матичната држава каде што се наоѓа. Има 500.000 следбеници претежно во Северна Грција и тоа претежно на островите Додеканезите, оние кои се од Турција окупирани, и има 5 милиони следбеници во Северна Америка. Има докази, декласифицирани се, дека е соработник на ЦИА и мораме да внимаваме она истото што се случи во Украина од Украинска православна црква при постоењето на канонска жива Украинска православна црква се формираше православна црква на Украина. Истиот метод сака и се случи војна. Истиот метод сакаше да биде применет и кај нас и затоа велам, мораме да стоиме строго и цврсто на бедемот, на браникот на Македонската Ти православна благодарам за овој истрпен одговор, што мислина немав и не можев да го коментирам, а бев чудоневиден и вџашен во секој случај. Медиумите не пишуваат, не зборат, а тоа е една од круцијалните теми што треба да се стават на мегдан, што се извинувам, кои медиуми да пишуваат? Ами медиумите се купени, тие мејнстрим медиуми се припаѓаат на една струја во целиот свет. Тие мејнстрим медиуми никогаш нема да дозволат да излезе вистината на виделина. Туку постојано ќе биде кажувано она што се наметнува во ситуација која тој либерализам сака да остане се уште владетел на светот и да оневозможи создавањето на мултиполарни свет. Јас и ова емисија ќе кажам дека гласот на народот не оди по теркот и по правилата на USAID. Така беше одговор на еден новинар кој работеше во Радио Скопје и кој јас, кога ја изгубив работата од МТВ, вели: Томич, не може твојот проект Гласот на народот од USAID не поддржува такви проекти. АК, само тоа ќе му кажам, неговите иницијали ќе се препозне. Зошто можеш да работиш надвор од стандардите на... Рече, не се абонирана никаква платна... Затоа што не си примил пари. Дента која ќе примиш пари од таму, не ќе можеш повеќе да работиш. Одиме на посетата... вели, страшно само дека мејнстрим медиумите кај нас, јас знам еден новинар на една угледна телевизија,
тој не пропушта да каже Северна Македонија. И ми доаѓа да го фрлам телевизорот, а има големи дебатни емисии, типот Северна, па Северна, бе, кажи барем мојот народ, мојата татковина. Не, Северна бидејќи е дебело платен и се знае од кај му идат парите и како и еве тојте. После, ова Томос, јас многу не се разбирам од тоа, ама тоа е еден бирократски документ. На црквата не и треба Томос, и треба Господ. И познато е дека верникот може и индивидуално да оди кон Господ. Не со што вика страшно. Црквата и Исус вели на едно место, кој ќе го собере татко ми, вика, кога престолот мој на небото, стапалата на земја. Не му требат него цркви од малтериот, туку единствено може да го собере вашето срце. Тоа го знаеа нашите богомили и затоа ги заклаа од овде до Атлантикот. Да. И така. Иначе Томос не ни треба од една причина, затоа што ние го добивме изворно од Господ, од апостол Павле, од првата македонска црква. Тоа ни е Томосот и сега е глупаво. Многу е парадоксално, демек се радуваме, русите ни дадоа преку србите Томос. Па руската црква, имате руски слависти кои имат дебели книги напишано за христијанизација на Киевска Русија од страна на Охридската архиепископија и така. И сега па тие руската црква синот го анатемиса Толстој. Затоа што тој беше исто богомил будист, таа ориентација беше, ама беше по-христијанин од целиот руски синот. Тие му фрлија на тема затоа што е индивидуа и 2014 година беше 100 години од неговата смрт, мислам. И ја бев шокиран кога прочитав и затоа напишав една колумна Толстој, дека ни по 100 години не му е повлечена на темата. Значи, тоа е со црква да работате идиотски политичка. Кај фанар, шо има со фанар ние даде? Не само тие сега се во хаос, бидејќи им откажува Русија, им откажува тоа, и тие сегде имаат грчки намесници. Инаку, тоа дека се купени медиумите, јас гледав едно интервју од владика грчки на МТВ. Не знам кој беше новинарот. Тој ја изложува целата теза, владиката Грков, тоа е како чутук. Нема му е задачата само да ги постави прашањата, а овој да си, а не да го коментира. Шо вели Никола Младенов? Да Климентија Такоевич, да клима со главата. А за црквата не ние да ја браниме, таа треба страшно, извини, да се брани. Има многу дефекти во неа. Има, види, има архиереи наши гркомани отворени, бугаромани, ги знаеме по име и презиме. Така да, јас би повикал црквата да се брани. Имаше некои дупки. Имаше и едно писмо од фанар кое беше пратено и го објави и црквата наша, каде што се сложил нашиот архиереј да се вика да не се употребува Македонија, македонски како дериватен. Имено затоа ние како верници не смееме да им го дозволиме и доколку ги има такви, ние не смееме. И само уште една реченица, морам за да ги доразјасниме нештата. Кога зборуваме за Вселенскиот патриарх и Вселенската патриаршија, наспроти Ватикан. Западното христијанство е човекоцентрично христијанство и таму зборот на папата е поважен дури и од Исус и од Господ. Нашето источно христијанство е богоцентрично, токму тоа Вселенскиот патриарх се обидува да го воведе источното христијанство во човекоцентрично однесување, за да се распадне. Оти заради човекоцентричноста, таму можеше да се создаде протестантизмот, калвинизмот, англиканизмот, затоа што ако си ти како човек
Да можам да бидам и јас. И затоа таму постојат и стотици и илјадници секти кои се создаваат заради човекоцентричноста. Затоа вселенската, така наречената, се обидува и источното христијанство да го внесе во сферата на човекоцентричноста, за да може потоа да се дели и да се распада. Страшно, не е страшно ни човекоцентричноста. Јас ќе ти кажам, Лутер бил човекоцентричен. Човекоцентричен, затоа и протестантизмот успеа. Тоа дека човекот може сам без посредство, посебно на црква да оди кон Господ и така натаму. Не, ова е друго нешто, ова не е за човекоцентричност, човекоцентричен бил и Христос. Онако се сеќаваш, во Библијата повеќе се наречува човечки отколку Божи син. Не, зборувам за нешто сосема друго. Човекот обожествен. Зборувам за принципот на Ватикан, каде што папата е по... Иначе види, Вселенски патриарх е глупаво титула. Вселенски патриарх е Исус, никој друг. Он е владетел на Вселената и сега она смешно човече од фанар со брадиче, со кој сака да не грцизира и на кој му подлегнуваме, он е вселенски патриарх, кој исто. Па тој сакаше, нели, средбата со папата Лав да направи нијарство, односно да ги спои двете белодорни крила на православието и католицизмот. Да се вратиме, имаме 30-25 минути за посетата на претставката на Индија. Ме интересира вашите оценки. Страше, може ли Македонија да стане мост меѓу Европа и Индија? Јас, уште 90-тата, кога го формиравме МААК, не ја замислувавме Македонија како мост меѓу Македонија, меѓу Европа и Индија. Ја замислувавме како неутрална, демилитаризирана држава, која еден ден ќе стане одаја за светски разговори. Зошто го замислувавме тоа така? Затоа што Швајцарија, која е една од најбогатите држави, своето богатство го должи на својата неутралност. И јас токму кога бев 98-та во Женева, кога го поднесував меморандумот за ревизија на Букурешкиот договор, бев примен во едно мало место Муртен, таму одседнав, таму ме сместија нашите македонци и таму на тврдината има плоча на која пишува: овде пред 300 години се случила последната војна во Швајцарија. Значи, со таа неутралност е заштитена територијата, постоењето. Бидејќи во тоа време, кога Швајцарија е определена за неутрална, таа е центар на светот. Денес, светот се измести кон исток, и економски, и како и да е, се измести кон исток. И токму затоа сметавме дека Македонија ќе биде идеалниот простор со својата неутралност. Прво, да ги неутрализира големо државните аспирации на соседите, затоа што таква неутрална држава со гаранции на Обединетите нации, исто како што ќе беше тампон зона која немаше да дозволи да се случуваат овие нешта кои денес се случуваат, при тоа да биде, како што велам, одаја за светски разговори, како што се одржувале во Женева, денес да се одржуваат во Македонија, во македонскиот Ерусалим, зошто не, во Охрид, во моменти кога се бара мир, да речеме, карикирам сега, меѓу Украина и Русија, зошто не би се одржувале во една таква неутрална, демилитаризирана Македонија. За жал, заради антисрпскиот однос на тогашниот претседател на ВМРО ДПМН, кој својата кариера не ја изгради врз промакедонски, туку врз антисрпски ставови, ВМРО ДПМН излезе многу брзо со декларација за влез во НАТО и ние почнавме да молиме да не бидеме неутрална, туку да влеземе таму, кај што ќе не ги сменат и името, идентитетот и се останато. Тој ден денеска е антисрпски настроен. Тоа е негов проблем, но следете го нашиот северен сосед. Следете ја Србија, која со својата неутралност председателот на Србија е единствениот кој во 2 месеци беше на состанок со Путин, со Си Джинпинг и со Трамп, и во Брисел со Европската Унија. Србија е единствената на Балканот која сега веќе има свое производство на роботизирани, но во соработка со Кина. Србија сега ги има најмоćните противавионски ПВО оружје го има на Балканот. И така натаму, и така натаму. Се е тоа заради неутралноста.
Значи, ние влеговме во една... И овде морам да го споменам. Повели. Заменик генералниот секретар на НАТО, господјата Шекеринска, имав толку трпение, тие неколку минути да ги слушам кај што зборува, вели вака, ние, сметајќи на НАТО, во 99% учествуваме во војната во Украина. Ние, сметајќи на НАТО, 95% имаме против воздушната одбрана на Украина. Ние нема да му се предадеме на Путин. Тоа очигледно говори дека НАТО е веќе со 99% влезен во отворена војна со Руската Федерација. Еден дел од тие активности се плаќаат и од нашиот даночен денар. Дали некој праша кого и дае во оваа држава, дека сака да го дава својот даночен денар за Македонија биде внесена во војна, на ваков или на онаков начин. Ете тие се нештата кои... Морам тука една запирка, што вика колегата мој амандман. Ако се согласите со мене, ако не значи дружи се, следи ги по успешните, по добрите, по силните, по прагматичните од тебе. Му се нафрлуваат опозицијата на премиерот Мицковски, што јас кажам, нели, јас го поддржувам во делот на водењето на надворешната политика. Прамена дигресија, господо, мои пријатели. Во рамките на 2016, исправете ме 17, октруирана власт, СДСМ кој дојде со единствена цел да се смени името и ништо друго, ни економија, ни развој, значи да се случи еден идентитетски геноцид, како што го спомнувате. Од друга ситуација, курсот на водењето на политика, да, не крием, кажам, сум да, про Трамп во случајот, но не значи дека вртам грб на истокот. Апсолутно. Јас го критикувам начинот на неоднесување на таа власт против источниот еден мастадон, тоа е Русија, која е моćна, силна и го има светот истина на дланка. Имајќи факт дека е дел на БРИКС, тоа е една голема корпорација на светски сили. Дали ние имавме таа моќ и сила да се спротивставиме на тие големи колоси? Значи, тука е таа парадоксалност. Од друга ситуација, вели еден пријател, ве заузда Трамп, Томич, да зборите против длабоката држава. Не е точно. Откако паметам за себе и ја водам ова програма, почитувани гледачи, секојаш сум бил против длабоката држава. И затоа ми се одразуваше на мојот развој на програмата, развој на секојкумниот мој да речам, во медиумискиот простор, ме тоа не ми значи. Ја кажувам вистината и знам дека ме следите. И конечно, дали начинот на водење не клиентелистичка политика, професоре? Јас се извинам само еден податок, за да им биде јасно на гледачите. Европската Унија и НАТО велат тврдат дека Руската Федерација е непријател на Европа. 40% од територијата на Европа се припаѓа. Да. Дали можете да продолжиме во секој случај, пошто не случајно го спомнав мост Европа-Индија, Македонија, што е нормално, господо. Бидејќи и производите да заминат од Кина, влагат преку пријателска и соседна Србија. Зошто? Што е тоа лошо? Страшно спомна неутрална држава, што тоа би било супер сонично за македонскиот народ, економски. Значи, не би биле во ситуација да питачеме, да бидеме со патерица. Сакам тука да ве прашам, како вие коментирате, професоре, не клиентелизмот, што е прагма сега во моментов, водено од ова политичка гарнитура, предводено од Мицковски. Јас реков дека ќе го следам, секојаш во ситуација кога се оди во интерес на државата. Или има и некои грешни чекори? Знаете, јас многу не сум верзиран во политика, туку не сакам да бидам верзиран. Значи, јас би се задржал на метафората мост, тоа е метафора. Значи, Македонија не може да биде во таа ситуација во која е и со политичките гарнитури, какви што се мост за никаде. Не може да биде. Нема ни мост, ни река во Македонија. Добро. После. Значи, што сака? Со Индија. Индија е благородна земја, благороден народ, врие од потен. Гледате во последниве децении, пред тоа само русите беа шаховска сила. Сега не може никој да излезе под
вриот светски прваци ова Индија, значи покажува страшни овака капацитети за вештачка интелигенција. Ние сме Кина ја знаеме, се уште не знаеме што се случува во Индија. Значи, според мене, треба со Индија, ако имаме паметна политика, да воспоставиме културолошки врски. Да доаѓаат индиски поети на Стручки веси, да доаѓаат на Охридско лето, да преведуваме, немаме антологија на индиската поезија, на сјајна, да ги преведуваме нивните веди и упенешади нешто, да се запознаваме, да праќаме наши таму филхармонија. Значи, тука може да се действува. За политиката сум многу резервиран, бидејќи до сега немавме ние во политиката визионери. Еден премиер, еден председател или квалитет основен на секој политичар е визионер, а визионери можат да бидат само храбри политичари, затоа што треба да знаеш што ќе треба на твојата држава и твојот народ после 50 години. Така е, визионер. Русија, проблемот со Русија е глупав. Ние свириме на американска, на бриселска, на натовска виолина. Тоа и птиците знаат дека војната во Украина е војна на Русија со НАТО, а украинците се еден несреќен народ кои се користени како топовско месо. Тоа се два братски народи. Два братски меѓу себе и два братски народи наши. Ние треба и со Украина и со Русија. Русија ни треба нам и ние треба да се свртиме кон неа. Нас во кризни ситуации не може ни гледаме дека не ништи Западот. Проектот за идентитетска ликвидација е Брисело-Вашингтонски проект. И тоа е јасно во сите елементи, овие што доаѓа притисок да ни вршат и така натаму. Сега, она што рече страшно малку за Швајцарија. Швајцарија може, друга е таа историја, Македонија воопшто не може да се споредува со неа, нити може Македонија. Тоа е утопија. Јас тебе сега кога те слушав, како да го слушам мојот покојни пријател Анте Поповски. Со него сме разговарале на тие проекти, дури еден заеднички проект. Ја го пишував во Битола, бевме и го образложувавме. Така, тоа е се утопија. Ама ние сме во дистопија, за жал. И сега, од кога јас видов и ме заболех како ја ништи ова цивилизација Македонија и како продолжува ова ништење, јас си напишав една колумна дека може поарно ќе беше не да бидеме како Швајцарија со која не можеме, него да бевме во овој ситуација како една Северна Кореја. Да имавме една атомска, да, сериозно говорам, не че можеше ни фон дер Лајен да дојде овде северни да не вика, ни овај, ни онај, тоа се некои овака во една дистопија, човек мора и така да размислува. И не е случајно што се, ако не беше ова атомската на Кореја, Кореја нема да пропадне, те сиромаштија било, нема да ја остават ни Кина, ни Русија. Сега видовме, нели? Дека и така. Значи, сосема се ние немаме политичка визија за излез од овој ќорсокак со Западот. Кај сме забиле главата и не мрдеме нина. Така да не сум многу оптимиста ја дека нешто ќе се случи ни со овај посетата на ова ни. Еве, Трамп отиде на поклонение кај Си Џинпинг, нели? Утредента Путин беше таму и осуди Америка за некој документ отиша веднаш. А задутредента беше Вучич и му играа роботите Жикино коло. Кинески беше. Зошто после Вучич не отиде Мицкоски во Кина? Тоа е визија. Кој го сопира? Кој ќе го казнеше Трамп ако отиде? Тоа го вклопувам во сликата што зборувам за визија кај водач на народот, дека треба да има визија. А Кина е толку отворена кон нас, толку е гостолюбива, толку широко срце, па со овај глупав проект сега, нека ми извини Тупурковски со Тајван, па веднаш ни простија тие. После кој беше? Борис Трајковски во Кина беше, нели? После тоа па го пречека како Бог. Знаете, професор, може да се случи отварање на вратата наша политичка, културна се
Западот, да, ние сме западоцентрични, европоцентрични. И не знаеме, гледаме кај нашиве поети, друго освен Бодлер, Рембо, така, француски, а не сме погледнале каква раскошна поезија има и во Западна Европа. Ја праве во 2 тома една антологија за светската поезија, што ја финансираше Груевски, па умот ќе ви зајде. Читајте го еден дис српски поет, ќе видите дека има потовари од Бодлер. Ама ние Бодлер. Јас се извинувам. Може ли да ве прашам нешто? Не, морам да објаснам дека постоеше една партија со визија и едни луѓе со визија, тоа е Маак. Маак ја имаше визијата за независна држава и првиот пишан документ манифестот на Маак. Ама мене ми беше за атомска бомба да сте имале проект. Визијата за неутрална Македонија. Не може вие денес, Мицковски, наеднаш, денес да се качи во авион и да појде во Кина. Ќе појде. Не може да појде затоа што е влезен веќе во шемата на една друга визија која ни беше наметната. Именно така. Наместо да биде прифатена автентичната македонска визија на Маак, беше прифатена една друга диктирана визија однадвор. И не можете се наеднаш преку ноќ, ќе се качам во друг авион и ќе појде. Ама за да оди. Треба да се седне, да се донесе заеднички план за национална стратегија со која ќе се запише дека во наредните 30 или 80 години Македонија ќе се обиде да се извлече од канџите на 14% сила светска која себе си се представува за меѓународна заедница и дека ќе се обидува полека, но сигурно најпрво културолошки, цивилизацијски, па потоа и економски и безбедносно и секако да се отвара кон остатокот од светот. Сега реплика. Добро. Национална стратегија и личностна, пази. Не е гломазан, тоа стратегија. Имаш примери. Петар Велики беше националната стратегија за Русија. Кемал Ататурк беше националната стратегија за Турција. Така, има и други. Сега е Вучич, колку и да му правеа шарени револуции, обстојува, он е сега националната стратегија на Србија. И така натаму. Затоа велам, можеше да оди. Ама либерализмот вели не, тоа е диктатура. Ако еден човек е националната стратегија. Слободата се освојува и тие бараат да биде. Слободата се освојува како Емпедокле, скокаш во Етна. Ги оставаш сандалите горе и скокаш. Тоа е деновиве ја чита, Филип ја даде мој книгата, одамна стоеше Бегство од слободата на паметниот Ерик Фром, германец кој за време на фашизмот бил во Америка, сјајна една личност. Човекот во најлибералната епоха што се прогласи за најдемократска од сите цивилизации од почетокот на светот до денес, најмногу бега од слободата. Првиот механизам за бегство од слободата е авторитарност. Јас сега пишувам во 3 делна, во 3 објавам колумна на таа тема, кај нас авторитарноста се партиите. Кај нас личноста ја уби партиската книшка. Ние имаме партиски книшки, немаме личности. Тоа е проблемот. Си ги убиваме личностите, затоа реков имаме хедонисти, конформисти и лојалисти. И за конформизам. А лојалистите се оние кои припаѓаат на партиите и кои се ќе сторат само во име на собствената партија. Ќе убијат личноста, ќе убијат се само нивната партија да биде до крај. Тоа се случува во Македонија. Со оглед како домаќин го знаете, кучите до трет, вие ќе имате свое обраќање. Ќе ми дозволите неколку минути да кажам и јас нешто. Во интерес на вашето обраќање, сака, почитувани гледачи, почитувани гости, да објавам еден осврт имав на мојата колумна во знак на нема да одиме интегрално, може само Ивана да ја илустрираме, а ќе ги замолам почитуваните гледачи да ја прочитат на мојот портал каде што јас сум скоро 2 година, тоа е ohrid.com, Ohrid 24, да. Ова е една прекрасна колумна која јас сигурен сум дека ќе ги освои вашите срца. Напишана е чисто од се срце за ова посета и за визијата, мојата визија како новинар, што очекувам од ова посета, од првиот човек на Индија и нејзината екселенција председателката, која да бидам искрен. Почитуваната Гордана Силјановска Давкова,
како педагог, успеа, почитувани, да го едуцира, дозволите, нема да ми замерите, секоја чест пратеници, вие сте народни пратеници, но некој од вас навистина не име место таму, треба на едукација и до едукација. Госпоđа Силјановска ве едуцирала, особено овие од Европскиот фронт, каде им држала предавања и она треба да си бара хонорар. Ваков председател немавме, да бидам искрен. Професор, ментор и психолог, која убаво знае да ги реди коцкиците. Сега, тоа е проблем некому што не му одговара, али тоа е тоа. Јас кажам како незин добар пријател со незе да се бориме против територијалната поделба 2004 одевме низ цела Македонија. И затоа ве молам, прочитајте мојата колумна уште вечерва на овој портал, а вам, почитувани гости мои, ви освојувам, ви дам по 2 минути обраќање до јавноста. Кој ќе почне прв? Професоре, ова е ваша камера. Јавноста, тоа е народот. Јас го сакам овој да го цитирам Блаже Конески во таа смисла со една негова фраза: човекот од низините, простодушниот народ кој е она, бидејќи се послужив со метафората на гумното, здравото жито, што останува. И за жал или за среќа, повеќе отколку за жал, единствено тој народ го чува името и идентитетот здраво како што треба, за разлика од политичарите и политиката која го предаде и уште го допредава. Така да би го поздравил тој народ од низините и би го охрабрил да истрае, да биде храбар како што е чесен и да не се плаши од помори, бидејќи Македонија има библиски печат. Тоа е најважниот документ и Божи и човечки на западната цивилизација, па еден и на човештвото. И Македонија никој нема да ја избрише. Ви благодарам многу, професоре. Поведи, ова е тоа. Мислев да кажам нешто друго, меѓутоа ефтин ме наведе на тоа, со народот од низината. За жал, за оние кои сакаат да го завладеат светот, за либералната елита, тој народ е непостоечки народ. Хилари Клинтон рече дека таа Америка е Америка за прелетување, кај што живее таквиот чесен и достоинствен народ, дека само бреговите на Америка се важни за нив. И сакам да кажам накрај дека живееме во време кога доаѓаме директно во војна на цивилизации, судар на цивилизации, се возобновуваат старите цивилизации, темелите на старите цивилизации. Ние како македонци мораме дефинитивно да сватиме дека припаѓаме на источно-христијанската цивилизација, да ги бараме вредностите на нашата цивилизација, да застанеме во одбрана на собствената цивилизација и само така ќе обстанеме и само така ќе постоиме, враќајќи се назад кон духовноста. Почитувани, пред да ги поздравам моите и вашите соговорници, дозволите ми ја да дадам завршен збор, имајќи факт дека му благодарам на нашиот анонимен, ама се надам дека ќе дојде наскоро во програма, за неговиот коментар и тој крик, да речеме, во секој случај, апропо ова по патот или паметот на бугарите, нашите јужни соседи, кои ја очекувам дека така прочитав во некој европски медиум, дека Мицотакис наскоро ќе ја посети Македонија. Од друга ситуација е неговото категорично не кон Русија, кон Европската Унија, за овие санкции против Русија, знаејќи дека Русија и Кина цело време менаџираат со Грција. Европска Унија, фон дер Лајен и претходни фрау Меркел не смееле да писнат. Значи, тоа е силата кај што има, знаете, тоа е реал политика. Македонија докажа и покажа дека е многу миролюбива, коегзистентна во својата политика и својата добра намера. Македонија го сака светот, како и сите ние го сакаме светот, и светот дојде и на поклонение во Македонија, знаејќи дека тука е вистинскиот пат што Бог и неговите апостоли ги прецрта. Инаку, почитувани гледачи, историјата не се пишува само во учебниците. Таа се создава со одлуките што ги носиме ние денес. Македонија има своји предизвици, но и своји можности. Од нас зависи дали ќе ги препознаеме и ќе ги претвориме во подобра иднина. Ви благодарам многу што бевте вечер во Гласот на народот. Гледајте не утре во 22:15 како репризно издание
и во неделна на утринско кафе или после литургија во 10:05. Професоре, ти благодарам многу да сте живи, здрави и вие вашето семејство. Страшно ти благодарам многу. Со секој знаете да прените, да го освоите срцето на македонскиот народ, каде и да е, а тоа е распространет на сите 5 континенти. Да сте живи, здрави. Вечна Македонија. Пријатна вечер, останете со програмата на Вистел телевизија. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.